студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте на почеток на станите на денот. Договор за стратешко партнерство Македонија Велика Британија вреден 6 милиарди евра. Инвестиции во инфраструктура, здравство и енергетика. Двете страни демантираат дека цена е изградбата на кампови за азиланти. Камен темелник на нова турска фабрика. Шахтер влегува во тир со 25 милиони евра и 200 работни места само во првата фаза. Уставниот суд со испразнето столче. Управен го поништи изборот на една од судиките поради сериозни пропусти во постапката. Марш на ангелите во Кочани, обвинувања за судството поради пресудата за модуларната болница. Можен е состанок на Путин и Зеленски, велат од Москва. 8 цивили загинаа во руски воздушен напад. А во овие вести во живо известуваме за договорот за стратешко партнерство меѓу Македонија и Велика Британија. Останете со нас, почнуваме. Договор со Обединетото кралство вреден 6 милиарди евра најави премиерот Мицковски по средбата со британскиот премиер Кир Стармер на маргините на самитот во Тирана. Од владата велат дека станува збор за стратешки инвестиции во енергетиката, инфраструктурата и дигиталната трансформација. Се најавуваат најповолни услови досега, а покрај економскиот елемент фокус се става и на стратешкото партнерство со една од највлијателните земји во светот. Но додека премиерот зборува за милиарди, вниманието го привлече и веста објавена од британски Телеграф дека Македонија би прифатила мигранти во замена за економска поддршка. Амбасадорот на Обединетото кралство во Скопје Метју Лосон денеска експлицитно демантира. Ваков договор нема. Што точно е договорено и какви се деталите, известува Даниел Василев. Даниел, што знаеме досега за овој договор? Еден ден по средбата Мицковски и Стармер, тој заедно со британскиот амбасадор во земјава Метју Лосон одржа заедничка пресконференција на која објавија барем дел од суштината од договорот за стратешко партнерство помеѓу двете земји. Тоа би значило, како што кажа и ти, заем од 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра, пари кои што ќе се користат за инфраструктурни проекти тука во земјата. Меѓу нив е коридорот 10, односно железничката пруга, како и повеќе проекти во здравството, како што е клиниката во Штип, во Кичево, во Тетово. Ова се секако деталите кои што беа обзнанети тука на пресконференцијата која што денеска се одржа во владата. Како што кажа и самата ти, Лосон ги демантираше оние тврдења на британските медиуми дека Македонија е подготвена, односно е во преговори да прими азиланти кои што ќе бидат одбиени од страна на британската влада за да бидат примени таму. Според информациите кои што ги обзнани премиерот Христијан Мицковски, станува збор за договор за пари кои што ќе бидат добиени по најповолни услови, иако тој не сакаше експлицитно да ги каже условите под кои Македонија ќе ги земе овие пари и рече дека во наредниот период сето тоа ќе биде објавено во јавноста. Сите детали за пресконференцијата Мицковски Лосон ги гледаме во продолжение. Договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство е втор столб на меѓународната позиционираност по стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. Премиерот Мицковски и британскиот амбасадор во земјава Метју Лосон на заедничка пресконференција по вчерашната средба Мицковски-Стармер. Фундамент на договорот е инвестициски циклус кој ќе има вкупна рамка од 6 милиарди евра британски пари. Мицковски вели, договорот ќе придонесе во модернизација на македонските вооружени сили и подлабока интеграција во стандардите на НАТО, поголема безбедност на границите, а ќе овозможи досега најсилна економска соработка меѓу двете влади. Дел од овие пари ќе бидат употребени за инвестиции во инфраструктурата, изградба на модерна карго и брза патничка железница од Табановци до Гевгелија, инвестиции во здравството и нови болници, завршување на проектот на клиничката болница во Штип, заедно со зградата на новиот медицински факултет, студентски дом со капацитет од 200 легла, изградба на
болницата во Кичево, заедно со здравствен дом, реконструкција на клиничката болница во Тетово и така натаму. Британскиот амбасадор оцени дека договорот е врвен момент во билатералните односи меѓу двете држави, изградена на заеднички вредности, заедничко членство во НАТО и мощна богата трговска размена. Ние сме големи инвеститори и британската влада реши да го надградува тоа преку договор меѓу двете влади кој што се фокусира на трговија и инвестиција за да се креира поголем раст и стотици милиони фунти од кои што граѓаните на оваа земја ќе имаат корист заедно со граѓаните на нашата земја. Затоа ова е фантастичен момент, како што рековте, премиере. Навистина ни е драго заради зацврстувањето на нашето партнерство. Сепак, Мицкоски не даде многу детали околу условите под кои државата ќе се задолжи и ќе ги добие 6 милиарди евра од Велика Британија. Јас од прилика контурите ги знам, бидејќи веќе се преговараат со месеци и можам да кажам дека се најдобрите што некој може да ги има на пазарот. Но се уште не е тоа финиширано, се уште не е конечно, иако сме близко до конечно решение. Многу скоро од денеска и тоа ќе биде објавено во јавноста. Прашан како овој заем од 6 милиарди евра ќе влијае на јавниот и државниот долг, Мицкоски вели: вбризгувањето на британските пари во македонската економија ќе биде паралелен процес со растот на бруто домашниот производ на државата. Дополнително, според него, олеснителна околност е грејс периодот кој го дава британската влада со оглед на тоа што Македонија парите ќе почне да ги враќа од 2027 година. Очекувам да бруто домашниот производ побрзо расте отколку долгот, така што очекувам дека во крајна смисла ефектите ќе бидат со намалување на јавниот долг, а не со зголемување, бидејќи станува збор за инвестиции капитални, не станува збор за поземување пари за трошења, социјални трансфери и така натаму. А знаете, во градежништвото парите најмалку три пати се вртат. Така што јас не очекувам да има некакви импликации во тие параметри, уште повеќе што првата фактура би требало да стигне на почетокот од 2027 година. Британскиот премиер Стармер во Тирана отиде со агенда да најде чаре за големиот број на илегални мигранти во Обединетото кралство. Беше одбиен од албанскиот премиер Еди Рама за изградба на кампови во кои би се стационирале азилантите кои ќе бидат одбиени од британската влада. Стармер кажа дека Британија е во комуникација со други држави, но не ги откри. По ова во британските медиуми се пишуваше дека како можни приматели на мигранти се државите од Западен Балкан, меѓу кои Србија, Босна и Херцеговина, а некаде се споменуваше и Македонија. Прашан за овие пишувања во британските медиуми, Лосон демантираше и вели дека согласно договорот, соработката околу мигрантите во делот на разузнавачките информации. Тоа се однесува на полициските сили кои што ќе работат заедно со очување со криминалните банди, подобро споделување на разузнавачки информации и тоа се прави веќе со неколку други европски земји тука. Ние како британци мора да го имаме тој механизам и самите билатерално со земјата. И ова е навистина тоа за што се работи. Со сама друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел, затоа што оно на што се договоривме е дека ова е широко партнерство во однос на безбедноста, трговијата, одбраната, образованието и инвестиции. Со оглед на тоа што Велика Британија се соочува со големи проблеми со илегалната миграција, барем за сега стратешкото партнерство нема да значи укинување на визите за македонските државјани. Лосон вели дека ќе му биде задоволство во рамки на партнерството двете држави да разговараат за ова прашање, но појаснува дека миграцијата е политичко прашање внатре во Велика Британија. Даниел Василев, Сител телевизија. Даниел, кога и кој во име на македонската страна ќе го потпише овој договор? Цаци, според информациите кои што ги имаме во овој момент, вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски ќе биде тој кој ќе стави потпис на договорот за стратешко партнерство во Лондон некаде кон крајот на идната недела. Даниел, ти благодарам. Вице-премиерот Николовски ќе биде наш гостин во Централниот дневник. Експертската заедница ја поздравува најавата за влез на свеж капитал и можноста за сериозен инвестициски циклус. Сепак за целосна анализа на ефектите очекуваат владата да ги објави условите за користење на овие пари и проектите во кои ќе се инвестира. Со професорот Борче Триновски разговара Наташа Мирсовска. Премиерот Мицкоски најави инвестициски циклус од 6 милиарди евра.
Договорот со Велика Британија ќе се подпише следната недела. Треновски, што би значело ова за македонската економија? Видите, секој пристап до средства свежи, посебно капитал кој би дошол во нашата економија, кој би се употребил за капитални инвестиции, позитивна порака за нашата земја. Имајќи превид дека имаме ограничен пристап до капитал, дека имаме простор значаен за да ја подобриме и инфраструктурата, и во социјалата, и во здравството, и во образованието и така натаму, така да секоја ваква информација е особено важна за нас. Имајќи превид дека станува збор за значајна сума на средства, тоа е некаде околу 40% од нашиот бруто домашен производ, скоро колку нашиот буџет. Меѓутоа секогаш се отвараат неколку сегменти, ние економистите низ неколку аспекти треба да го погледнеме оваа информација. Најпрво во контекст на структурата. Знаеме дека сумата е значајна, меѓутоа е во структурата. На кој начин ќе доаѓаат овие средства, дали ќе бидат заем, дали ќе бидат грант дел, дали ќе бидат донација во еден дел, дали ќе бидат јавни приватни партнерства. Особено важна работа е како ќе се комбинира нивното реализација, дали ќе бидат домашни, дали ќе бидат странски фирми. Спомна премиерот 70-30, што е особено важно, меѓутоа еве да видиме на кој начин ќе се одвива тоа. Тоа ќе биде особено важно. Во колкав период ќе ги повлечеме тие средства, колкави ќе бидат фискалните ефекти од нив. Значи се отвараат некои прашања за кои се надеваме во следните денови ќе добиеме одговор со цел да можеме детално да ја елаборираме од економски аспекти целата слика. Втората работа особено е важна. Како и на кој начин ќе се апсорбираат, каде ќе се употребат тие средства, односно сме имали во минатото, имаме прилив на средства, имаше дел за општините и така натаму, свативме дека имаме секоја ваква иницијатива за да биде максимален ефект, оптимален да постигне, е неопходно да има паралелни реформи со делот на пристигнување на тие средства. Видовме дека имаме ограничување во јавната администрација, во тендерските постапки, во начинот на планирање на капиталните инвестиции, во начинот на изведување на капиталните инвестиции. Значи кога ќе дојде таа сума, ние мораме системот да го прилагодиме. Мораме да направиме систем за управување со капитални инвестиции, мора да ги зајакнеме институциите во делот на јавните набавки, да ги подготвиме домашните компании и изведувачите со цел максимално да го искористиме. Да не се случи тој период да се одложи, да дојде сметката за враќање, ние да не биме подготвени. Трета работа, која е особено важна во оваа насока, е планирањето, односно како ќе бидат распределени тие средства. Добра работа е што спомна особено премиерот дека ќе бидат во Кичево, во Штип болницата, студентски домови ќе се градат, значи ќе бидат диспрезирани целата земја. Многу е важно како ќе бидат проектите, да не бидат само во центарот, да не бидат само во главниот град, да бидат проекти кои ќе носат на долг рок поврат, да не е само на краток рок додека се изведуваат. Меѓутоа инфраструктурните проекти, карго, кои се спомна капацитетите и така натаму, тие ќе имаат значајни ефекти. Меѓутоа ние мораме системот на планирање на овие капитални инвестиции значајно да го подобриме. Верувајте, досега сме имале повеќе проекти, мора јасно да се елаборира, транспарентно се надевам од владата, зошто сме ги избрале тие проекти, зошто сме го избрале таа инфраструктурна рута, дали имало друга, значи конечно да го отвориме за да се врати довербата во институциите и во проектите кои ќе се реализираат. Особено важно во оваа насока е покрај сите овие работи кои ги спомнавме е значајно поврзуваме. Имаме еден стратешки документ кој го донесовме во нашата земја, тоа е Националната стратегија за развој. Таа е 20 годишен документ со кој утврдивме дека ќе го дуплираме економскиот раст ако се реализираат најголем дел од проектите таму. Неопходно е да се поврзат ваквите средства, финансиска поддршка со дел од ваквите национални стратешки документи кои ги имаме, да ги поврзаме со цел ние да можеме да имаме водилка последните 10 години, 15 години каде и да можеме да ги мониторираме резултатите од овие проекти. Премиерот спомена дека каматата е поволна, не соопшти колку ќе изнесува, меѓутоа кажа дека 2 години ќе има грејс период, односно првата рата за враќање на овој заем ќе биде некаде 2027 година. Што ќе значи ова? Видете, за да биде економскиот ефект оптимален и голем, ние сме мала и отворена економија, мал пристап, односно импулс на капитал. Ако е правилно употребен, може да направи прилично голем обрат. Ако привлечеме паралелно дополнителни странски инвестиции, ако се ангажираат приватниот сектор, спомнавме 70% домашни. Значи ако се направи систем со кој оптимално ќе се употреби капацитетот на нашиот приватен сектор, ќе се стимулира домашната потрошувачка, ќе се активираат сите капацитети кои ги имаме. Институциите мора да станат поефикасни. Се спомна дека и дигитализација и јавни услуги ќе се подобруваат. Че тоа е паралелен циклус, меѓутоа верувајте исклучително тешко ќе биде, мислам, ќе има многу голема енергија за да се менаџира целиот тој процес. Тогаш може да имаме значаен поврат на тие средства и ќе можеме да го враќаме. Пак да спомнеме, не знаеме дали целото е кредит, колкава е каматната стапка, дали ќе има грејс период, дали ќе има грант, можеби и донаторот, односно оној кој ги дава средствата, ќе учествува и ќе ни помогне во капацитетите за имплементација со цел да можеме многу побрзо да направиме обрат на овие средства. Меѓутоа, реформите мора да одат паралелно со имплементација. Апсорбциониот капацитет на средствата е исклучително важен. Гледаме дека капиталните инвестиции до сега реализацијата во претходните 2 децении е исклучително слаба. Ова не смееме да си го дозволиме ако сакаме да имаме ефикасен систем и да имаме оптимален ефект. Имаат ли капацитет институциите за сето ова да се апсорбира? Онако што го спомнав, имаме капацитет. Делот ако го подобриме,
Првата е најважна точка. Планирањето, каде би биле и кои се тие оптимални инвестиции. Дојдено е време кога мора транспарентно да се врати до вербата во институциите и да се каже зошто определени капитални проекти и така натаму се избрани и кој ќе биде ефектот ако ги изградиме тие. Гледат, имаме до Свети Николе, се гради автопатот до Кичево, верувајте, движењето на луѓе, движењето на стоки, има енормни ефекти инфраструктурните проекти. Значи, меѓутоа тоа мораме да го елаборираме, да го видиме низ бројки, односно да сватиме колкав е нашиот капацитет. Тоа ќе го покаже и бруто домашниот производ колку ќе расте, меѓутоа ќе покаже и колку ни капацитетот да го вратиме долгот. Така да јас мислам дека имаме капацитет, меѓутоа пак како што спомнавме, напорот и организацијата треба да се мобилизира целата јавна администрација и сите ресори на владата со цел ова да успее. Треновски, дали треба да стравуваме дека енормно би се зголемил јавниот долг? Јавниот долг, да ги добиеме деталите, кои ги спомна премиерот, и ќе знаеме со што калкулираме. Да видиме каматната стапка, да ја видиме формата на кој би дошли тие средства и ние можеме да утврдиме јавниот долг колку би се зголемил. И тоа да имаме една предвид работа. Јавниот долг е во однос на бруто домашниот производ. Значи тоа е некој индекс. Ако го зголемите бруто домашниот производ и по повисоко ниво на јавен долг, тоа значи дека ќе биде помал. И обратно, ако им се случи некој шок меѓународен, ако бруто домашниот производ падне под било кои причини, процентот на јавен долг расте. Така да ние најважно е она да го видиме капацитетот за долгорочен раст на економијата дали ќе го зголеми. Добриот економист секогаш гледа два чекори позади. Не гледа што ќе се случи следната година или растот во преходата, гледа што ќе се случи во следните 5 до 10 години и кои се последиците, се разбира од ова. Ви благодарам. Поставен камен темелникот на новата турска инвестиција во Тир Скопје. Се работи за фабриката Шахтерм за производство на системи за грејење, за бела техника и апарати за домаќинство за најголемите производители во светот. Во првата фаза ќе се инвестира 25 милиони евра, предвидено е творање на 200 работни места, додека пак целата инвестиција е планирано да биде во вредност од 50 милиони евра со над 500 вработени. Инвестицијата со која ќе се гради објект со површина од над 13.000 квадратни метри опфаќа и Центар за истражување и развој, а ќе биде прв производствен капацитет на Шахтерм надвор од Турција. Инвестицијата на компанијата Шахтерм, како што каже и директорот на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, само во првата фаза ќе изнесува 25 милиони евра со 200 нови работни места, додека планот е инвестицијата да изнесува 50 милиони евра и бројот на вработени се планира да биде над 500. Македонија е на добар пат да биде во најбрзо растечките економија во Европа. Во моментов имаме 800 вработени во 3 фабрики. Мојата компанија е извозно ориентирана, дека јас немам тука пазар и дека сакам да ги извезувам моите производи 100% и да направам, да придонесам Македонија да добие девизи. Çok teşekkürler. İyi kültürel bağlar. Остварената посета на почитуваниот премиер во Истанбул во февруари за средба со нашиот почитуван претседател и заедничката политичка декларација за формирање на совет за соработка на највисоко ниво подпишана за време на оваа посета, исто така ги подигна односите меѓу нашите земји на ниво на стратешко партнерство. Значи договорот меѓу Македонија и Обединетото кралство. Зашто, под кои услови и во каков рок ќе се користат 6 милиарди евра? Има ли вистина во шпекулациите за изградба на бегалски кампови? Тема на денот во 19 со вице-премиерот Александар Николовски. Уставниот суд од денеска функционира со 8 наместо 9 суди. Откако Управниот суд го поништи изборот на Елизабета Дуковска со правосилна и извршна пресуда донесена вчера. Судот ја уважи тужбата на кандидатката Антоанита Димовска, оценувајќи дека при изборот биле прекршени уставни и законски процедури. Пресудата укажува на сериозни пропусти во постапката на судскиот совет. Кандидатите не биле однапред оценети, не била доставена документација, односно нивни биографии, а советот гласал само за првиот кандидат, односно кандидатка, без да овозможи еднакви шанси и за останатите. Управен нотира пропусти и во постапката и во примената на законите. Собранието како конечен избирач ја донело одлуката за избор на Дуковска врз основа на ваквиот предлог на судскиот совет, што според Управниот суд го прави целиот процес незаконит.
Со оваа пресуда изборот е поништен, а собранието ќе треба да спроведе нова постапка базирана на законска и транспарентна процедура. На потек е судскиот совет кој треба да спроведе избор и да достави нов предлог до претениците. Против одлуката не е дозволена жалба. Од Уставен денеска се воздржаа од коментар. Председателот на Уставниот суд до овој момент нема добиено официјално известување. Во отсуство на официјално известување ќе се воздржиме од каков било коментар или став, велат од судот. Ова е прва ваква одлука на Управниот суд за поништување на избор на носител на функција. Вакво овластување има добиено со измените на Законот за општа управна постапка во 2019 година. Кучани денеска ќе маршира во тишина и болка. Ќе се одржи маршот на ангелите во спомен на трагично загинатите деца во пожарот во дискотеката Пулс. Настанот овој пат е поддржан и од граѓанската иницијатива кој е следен, која бара одговорност и правда за младите животи кои изгаснаа поради, како што велат, системски пропусти и институционална негрижа. Маршот беше најавено дека официјално ќе започне во 16 часот и 5 минути. Ова се снимки направени нешто пред 16 часот денеска. Ова е символичен повик до надлежните за темелна истрага, јавна одговорност и спречување на идни трагедии. Граѓани, роднини и поддржувачи ќе се обединат во заедничка порака, ниту едно дете повеќе да не стане жртва на туѓа неодговорност. Обвинување од ВМРО ДПМН по пресудата за трагедијата во Тетово. Партијата ја нарече срамна одлуката со која поранишните директори на болницата добија по година и половина затвор за пожарот во модуларната болница. Оваа срамна пресуда е доказ за тоа дека СДС и ДУИ го контролираат правосудниот систем и одлучуваат по нивна волја, а не според правни норми. Овие кои се осудени, а се дел од СДС и ДУИ и не се привилегирани како Филипче, и мора да добијат казна, макар и минимална, негодуваат и го вперуваат прстот во вистинскиот виновник. Во својата одбрана пред судиите, екс-директорот на Тетовската болница Флоријан Бесими вели дека не се согласува со пресудата и дека на обвинителна клупа треба всушност да седне тогашниот министер за здравство Венко Филипче. Дури 30% од бремените жени во Македонија се соочуваат со анксиозно-депресивни потешкоти. Половината од нив не се откриени. Нелекуваните состојби може да доведат до сериозни последици за мајката, бебето, но и целото семејство, предупредуваат од клиниката за психијатрија. За да навреме се откријат и третираат, во неделата посветена на женското здравје беше промовиран прирачник за скрининг и дијагностика на нарушувањата на менталното здравје кај жената. Депресивна мајка не е лоша мајка, туку таа е депресивна мајка која што не може да се грижи за себе, а доколку не може да се грижи за себе, не може да направи релација со детето, доколку не направи релација со бебето, не со детето, со бебето во текот на првата година, ризикот да тоа бебе утре други ден кој ќе порасне, има потешкоти, емоционални, развојни, зборам, когнитивни и останати е многу голем, многу повисок во однос на другите бебиња, односно другите деца, и ризикот да тоа дете во текот на ран животен период, што значи и предучилишен и училишен период, да развие собствени депресивни или анксиозни состојби е голем. Зголемен број на малигни заболувања, аларм од Штипската клиничка болница. Единственото онколошко оделение за целиот источен регион годишно бележи над 4000 прегледи, а расте и бројот на пациенти со дијагноза малиген меланом, што лекарите го поврзуваат со недоволна заштита од сонце. Најчести форми остануваат карциномите на дојка, бели дробови и дигестивен тракт. Инциденцата на малигни заболувања е во пораст, што се огледа во над 4000 прегледи годишно на одделението за онкологија при Штипска клиничка болница, единствено во источниот регион, кој покрива еквивалент 300.000 жители. Во однос на локализациите, најчесто се работи за карцином на дојка, бели дробови, дигестивен тракт, а загрижувачки е фактот што во пораст е малигниот меланом на кожата, најверојатно поради недоволната заштита од сончевото зрачење. Значи, инциденцата и на млади пациенти за жал се зголемува, односно се намалува возрастната граница во однос на појавата на сите типови на карциноми, неоделни. Меѓутоа, инциденцата да се зголемува, но и преваленцата, значи тоа е бројот на сите заболени се зголемува, а тоа е така и е нели во позитивна смисла во однос дека имаме напредок и во лекувањето кај овие заболувања, па имаме и продолжување нели на животот кај овие пациенти.
Според доктор Караколевска, превенцијата и следењето на скрининг програмите се основен предуслов за намалување на малигните заболувања. Тука треба да работи примарната здравствена заштита, да се подигне свеста и значењето на скрининг програмите, бидејќи тоа се програми за да токму се диагностицира карциномот, да се фати во најраниот стадиум, кога и изликувањето е 90%. Значи нас и во тие 100.000 да речеме пациенти опфатени со скрининг програмата и еден пациент да се фати во ран стадиум е 100% за тој еден пациент. Населението мора да биде и здравствено едуцирано за првичните симптоми кои кажуваат дека се работи за малигно заболување, а уште поважни се контролните прегледи. За Сител, Трајан Ристовски.